Нејзиниот живот е обоен во песна, а нашата коцка е фрлена кон Париз. Градот на љубовта, шансоните, францускиот жуборлив јазик со најупавиот шепот, кој влезе под кожа на Александра Јанева. Нејзиниот личен карамбол за нас е инспирација за нешто повеќе, подлабоко и лично. Овој пат сумирано во нашиот карамбол од приказни, за кој таа денеска специјално ни го врати сонцето, се соочи со кармата и не почасти со ексклузивно патување. Затоа приказната почнува од нејзиниот омилен парк, онаму каде што и славејчињата пеат со љубов. Avec l'amour. Нејзиното име го споредуваат со светски музички звезди, однодамна го кажа и своето судбоносно да. А малку ќе и распрашаме како се снаоѓа во улогата на сопруга. Светско, а наше. Зборуваме денес со Александра Јанева. И како што најавив, Александра Јанева. Како си ми, драга? Како си ви? Одлично, секогаш убаво во твое друштво. Ти благодарам исто јас и се надевам дека сега одлично ќе поминеме и ќе му обетиме многу повеќе. Едва и чекам, за многу работа си нема да кажам. Да. Александра, верувам дека си одлично, во одлично расположение, дојдовме на твоето омилено место. Но многу од нашите гледачи не знаат зошто е тоа така. Паркот на франкофонијата, зошто на Александра сепак и представува омилено место секогаш кога ќе помине од тука? Има многу причини, всушност, меѓутоа морам да кажам дека она најважна за мене е тоа што ме потсеќа на моите почетоци. Така. Всушност, франкофонијата беше она отскочна таска за мене. Зошто? Затоа што пред повеќе од 10 години, ми се чини 11, не ме фаќате за збор. Добра. Од прилика 2012-2013 година. Баш ќе кажав од твоите почетоци дека се од 2013-тата. Значи не сум официјалните почетоци ми се од 2013-тата, меѓутоа нешто порано одлучив да се пријавам на првиот јавен конкурс кај што ќе може да ме види поширока публика. Јавноста, точно така. И не било каде, туку на надпревар за француска шансона, или како што ние народски знаеме да си го кажеме, на франкофонија. Така. И затоа некако овој парк ме потсетува на оние мои почетоци, најсладки, најневини, да кажам, најемотивни. И таму, на надпреварот за француска шансона, пеев една исклучителна песна, се викаше Љубов во наследство, од Нана Мускури, и го земав првото место. Одлично. Наградата за победникот беше патување во Париз и така некако од франкофонија беше мојата прва средба со Париз. Така. Го видов градот на светлината, на љубовта и всушност почнавме со музика, а неодамна се вратив во Париз поради приватни причини. Ќе зборуваме и за тоа малце покасно. Кои се твоите досегашни предизвици, пресвртници, од што си требала например да се откажеш за да го имаш тоа што го имаш денес? Кариера и фанови. Ако од нешто всушност требало да се откажам, веројатно тоа е дел од мојот карактер. Добро. Односно, зошто? На моите почетоци бев многу исклучително срамежлива личност. Така. И појавувањето на сцена и справувањето со тремата која што излегува на голема сцена, се некако две различни емоции, две различни чувства и мислам дека морав да го ставам малце тоа на страна и да бидам поотворена и кон себе и кон јавноста, за да може нели сите да ја доживаат мојата интерпретација, да ги примаат, да го слушнат твојот чувствата мои. Точно така. И мислам дека успеав во тоа. Тоа е нешто што се учи. Так. Колку и да е дел од твојот карактер, нормално за да покажеш што имаш во себе, мораш да бидеш поотворен и едноставно да сакаш.
да даваш дел од себе. Сакаш да седнеме малце? Да, може. Како што кажав, имаш доста настапи, награди, песни, доаѓаат, остануваат хитовите, многу песни, еве и твојата од неодамна песна која што можевме да ја слушнаме, но и ти се појавуваш како автор на самиот текст. Да. Инспирација од каде? Дали поради тоа што сега пред мене седи новата Александра? Таа која што успеала да зборуваме откаже за нешто. последната песна, за од време на време. Па да, некако изминативе 4-5 години откако работам со Лазар Цветковски, многу го извади тој дел од мене авторски, да кажам. Ме инспирираше да се отворам повеќе како автор и да пишувам и да пеам за својата приказна, односно за она што го доживувам секојдневно, и морам да признам дека се чувствувам многу поисполнето откако почнав се што доживувам да пишувам на хартија, да го искажувам на хартија. И тоа има одличен фидбек кај публиката, затоа што на поинаков начин те доживуваат и се поврзуваат со твојата приказна. И ние, артистите, сме во суштина обични луѓе кои што преживуваат обични работи, и затоа тогаш е многу полесно публиката да се поврза со тебе кога ќе им представиш нешто што и тие го доживуваат секој на свој начин. Конкретно за од време на време, тоа е една од моите поретки позитивни песни. Обично во минатото секогаш знаеле сите да ме препознаваат по балади кои што се срцепарателни. Да. Но од време на време е една исклучително среќна песна, и мислам таква е енергијата на видеото кој што го снимав, кој што впрочем го снимав сама на мое патување во Италија. Е многу природно, снимано со телефон, значи баш онака но сепак прекрасно испадна. Да, како што си шетав и ги доживував сите дестинации, така и го снимав видеото, и мислам дека тоа одлично се отсликува на тоа видео. И баш ми е драго поради таа песна. Но исто така морам да споменам, имаме и коментари од стилот дека се почесто и почесто наликуваш на J.Lo. Што мислиш ти за тоа? Значи тоа е... Дали тоа го намерно правиш? Еден огромен комплимент, мислам да те споредуваат со една од најубавите жени. Но секогаш, да. Да, секако дека... Во секој спот, па особено сега за последната песна, од време на време. Многу ми годи. Јас зборувавме претходно, сега за сега уште не гледам некои огромни сличности меѓу нас, меѓутоа ме радува затоа што J.Lo и за мене е една навистина преубава жена, и покрај тоа што е надворешно преубава, е преамбициозна, секогаш активна, секогаш го има оној убав ведар дух, младалачки дух во себе, и тоа е она што мене ме инспирира пак кај неа, и затоа убаво си го прифаќам како комплимент. Така. Александра, можеме да кажеме дека те испоредуваат со светски музички звезди. Имаш еден коментар на песната од Бам Бам, и некако и Бам Бам ни е како за почеток на твојата искреност денеска во нашава емисија Карамбол од приказни, твојата приказна која што токму ти нам ќе ни ја раскажеш. Имаше коментар дека доколку Александра беше родена во Америка, Ријана ќе работеше во Макдоналдс. Дали ти би посакувала да имаш таква светска кариера, па и малку да пробаш и надвор од Македонија? Па како не, мислам дека тоа е сон на секој изведувач и ништо не е невозможно, особено во оваа ера на дигитални платформи, дигитално представување на сите всушност нови numeri. Сосема е возможно да се случи такво нешто, меѓутоа се во свое време. Можам да кажам дека ние доста често пробуваме да поставиме нешто универзално во студио, да биде на англиски јазик, за да по некое време нормално се пробаме и на тој пазар. Меѓутоа за сега не можам да кажам дека нели ќе се случи веднаш. Ако се случи, тоа би било одлично. Секое представување надвор од твојата земја е плюс за тебе, за публиката, те доживуваат на друг начин, и нормално кога ќе видиш поразлична средина од оно што си навикнат, секој ќе се отвара други хоризонти, стануваш поинспиративен, поотворен кон светот, повеќе сакаш да експериментираш, и тоа го посакувам на секој артист, не само на себе, секој кој што може да излезе од границите на нашата земја на некој начин успешен. Не сакам да признам, сама од ден во ден сум се помизерна, колку си опасен.
Буквално сме на твоето место каде што го снимаше спотот за песната Бам Бам, кој што јас навистина ја обожавам и една од умилените на Александра, но јас немам глас сега да запеам. Па како сме тргнале со настинки и јас немам многу глас да ја запеам, ама добро, важно да се присетиме на песна. Една сцена токму од Бам Бам е снимена токму тука, еве може да се видат графитите позади сите оние кои што ја гледале песната, видеото. Претпоставам дека ќе се сетат. И баш ми проводи така убави спомени. Многу повеќе ме радува кога ќе видам дека некој се поврзал со среќната моја емоција, затоа што јас по природа сум навистина среќен човек, имам ведар дух, покрај тоа што пеам многу емотивни, тажни балади. Не можам да кажам дека тонам во тага, туку сум многу ведра и среќна личност и затоа многу се радам што е тоа така. Александар, со оглед на тоа што немаме многу време за да посветиме на нашиве најблиски, на кого ти го посветуваш твоето време? Секојаш сакам да минувам време со драги личности, не сум тип на човек кој што секојдневно пие кафе, не со секој. Секојаш кога ќе излезам на кафе со некој, сакам да биде тоа со моја драга личност со која што енергетски можеме да се поврзаме и луѓе од кои што можам да учам секојдневно нешто, кои што имаат ведар дух, кои што го сакаат животот, кои што не ме оптоваруваат со депресивни теми, кои што не се жалат, не сакам луѓе кои што се жалат за се оно што им се случува во животот. Мислам секој од нас во одредени моменти го прави тоа. Меѓутоа со тек на време како се озревам, сваќам дека животот е убав и треба да го цениме секој еден момент кој што ни го пружа, затоа што ако го поминеш времето во тагување по што можело да биде и како било и да се жалиш за тоа какви проблеми имаш, едноставно ќе навлезеш во се подлабока депресија и нема излез од тоа. Така. Јас имам предлог за кафе и имам таа привилегија сега да пијам со тебе кафе. Еве чекам, знаеш колку ми се пие кафе. Ето така и си ја продолжувам твоето приказна. Ајде. И студот е убав кога мириса на кафе, на костени, на цимет. Особено од двете страни на кеот. Во Малите жени, Луиза Меј Алкот направи интересен избор. Во моментов повеќе би сакала да добијам кафе отколку комплименти. За некој тие одат најдобро уз кафе или вино, како карамбол од зборови, мисли, планови. Една градска идеја беше и Вардар да стане пловен, за да се спои Солун со Белград преку Македонија. А овие галии ке беа вистински. Ако Франкфурт е на Мајна, Париз на Сена, тогаш Скопје е на Вардар. Сите си имаат своја убавина и романтика ако знаете да ја најдете. Да го оставиме Френки Синатра да ни испее за аромата, до која се стигнува преку графити, спомени, лисја и сета градска фузија. Од францускиот парк до бродската палуба на желбите и соништата. Spaces between us, you have come to show you. Go on. И Александра, овде сме бидејќи сето ова не асоцира на љубовта. Кога веќе сме кај љубовта, морам да ти кажам дека една од твоите милени песни, како што и ти кажав и пред малку, Бам Бам, но сепак кај може без Еве ме пак. Еве ме пак, сонце без зрак, корамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак, од таа што вликам без да. Надица само отвора уста, не е пее. Надица нема глас за да пее. Но сепак ми е, морам да признам, една од омилените
омилените песни, навистина одлична композиција на зборови и знам и верувам дека секоја девојка ќе се препознае во таа. Александра, веруваш во љубовта, се разбира. Да, на кеј сме. Ова е некако ме нечи многу поврзано, убаво сте ја вклопиле цела приказна. Добро, освен можеме да кажеме и малку ни препоставува на Титаник сцена. Но па зошто да не? На еден од најубавите, најљубовните филмови на сите времиња. Меѓутоа, вака кога го гледам Вардар или Кеот, секојаш ќе ме потсетува на едно неодамнешно случување што ми се случи мене и едно од најубавите, да кажам, доживување и случување во мојот живот, моментот кога кажав да. Кажи ни сега во врска со тоа, ете. На Александра се исполни желбата, но и сепак, кога си со тој човек кој што го сакаш и го познаваш, нормално е дека сакаш да склучиш и брак со него. Како се снаоѓаш во новата улога? Да ти кажам, не се сменија многу работи меѓу нас. Единственото нешто што се промени е тоа едно убаво чувство на еуфорија кое што сега го живееме и двајцата, затоа што нормално се веривме и сите се пресрекни за нас и ние еден за друг. Оно што, да кажам, си го ветувавме еден на друг изминативе неколку години, се потврди само со тој чин и од сега па натаму многу посигурно ја градиме, ја планираме нашата иднина и некако преубаво се чувствувам затоа што Иван, мојот свршеник, беше мој избраник уште од многу поодамна. Знаев дека ќе биде тој, само ете нели се потврди на самиот чин на запросување. Инаку се случи на Кеј, на Сена, во Париз. Па затоа ви кажав дека убаво сте се потрудиле да го доловиме. Па да. Целиот тој момент тука на Кејот на Вардар. Едно навистина преубаво чувство, дури не дојде тој момент, не можеш нити да го планираш како ќе реагираш, како ќе се чувствуваш. Кога доаѓа моментот, навистина имаш некоја возбуда, некоја трема во себе. Така. И не сакаш да заврши, да. Дали потојно си помислила дека ќе дојде тој ден да те запроси? Дали покрај неговите погледи, некако однесувањето негова, знаеше дека ќе те запроси баш тогаш? Па вака, јас се шегував неколку денови пред да тргнеме за Париз, затоа што сите мои другарки буквално ми правеа кладби, ме тераа да се кладам дека ќе се вратам со прстена. Јас некако изгуби. Да, решив да ги негирам сите тие кладби и да им кажав нема да се случи сега, ќе видите дека ќе биде понатаму. Ние веќе 2 години живееме заедно и нормално е и да очекуваш дека ќе се случи моментот, меѓутоа не можеш да знаеш кога точно ќе биде, нели? И баш поради сите тие подбивања и притисоци од страна, мислев дека ќе му се сруши филмот и дека нема да го направи тоа во Париз, ама на крајот од денот се радувам што се случи токму таму, затоа што Париз е омиленото место на Иван, кој што посакал да го види уште кога бил мал и си замислил дека еден ден својата избраничка ќе запроси во Париз и драго ми е што ете, си го исполнил. Тоа и ветување и Париз ме и мене еден преубав град. Ме поврзува со моите почетоци и стварно се што видов во Париз ќе остане врежено. Сега ќе биде ваша заедничка приказна. Токму така. Што онако што треба да се прави за да опстане една врска? Препоставам дека и ти некојаш си имала разочарување од љубовта. Како не? Сите ние сме имале врски од кои што сме научиле лекции и врски кои што не направиле подобри личности. А и некојаш и некој ти изневерил. Како не? Ако нема падови, ако нема препреки, ако нема неубави работи, нели, народски кажано, не можеш да научиш што е добро за тебе, на што ти треба во животот. Не се каам за ништо што сум поминала во животот, се ми било една убава лекција и за мене клучно во една партнерска врска е да има потполно разбирање и една здрава и вистинска комуникација. Знаеш, секојаш да ја негуваш комуникацијата со партнерот, да не држиш лутина во себе, ни ти, ниту тој, току да знаете на крајот од денот секојаш да излезете со здрава комуникација, да пронајдете решение за она што, не знам, ви створило проблем во врската. И нормално љубовта е таа кој што ја одржува
врската. Ако ја негуваш, ако знаеш како да ја негуваш секојдневно, да не дозволиш да ти премине во навика, мислам дека се повеќе ќе расте љубовта, нема да се намалува, туку се повеќе ќе расте. Така што јас сум човек кој што ги сака малите работи и буквално придава внимание на малите работи. Еве во джеп носам некои интересни сликички. Можеме да споделиме. Ова ми се едни од најубавите работи кои што сакам да ги имам во животот. Вакви некои убави моменти. Така. Каде сте овде? Во фотографија. Овде сме во Виена. Практично отидовме поради концерт на Пинк. Мене ми беше животна желба да отидам на концерт на Пинк и во моментот кога видовме дека ќе биде во Виена и двајцата сакавме да го посетиме Виена како град и веднаш купивме карти и си кажавме одиме без оглед на се и ова го направивме таму да имаме спомен од Виена, така. а ова ми се чини на една приватна забава на наши другари и таму исто сме многу среќни, многу еуфорични и затоа секогаш кога ги гледам овие фотки, некако со насмевка им се присетувам. Тоа се тие мали ситници во животот. И знам дека трајно ќе ми остават во сеќавањето, затоа што покрај што ги носам во душа, ги имам и на фотографија да ги гледам. Како Александра си ја замислува својата бела венчаница и кога ќе биде свадбата, мораш да ни кажеш сега вака ексклузивно. Леле, да го откривам датумот, ај ќе кажам само дека ќе биде на лето, одлучивме да биде во 2024 во лето. Веќе претпоставам дека се подготвуваш, подготовките се во тек. Ова е многу чудно. Дури не дојде тој ден на запросување, воопшто не размислуваш ниту на венчаница, ниту како ќе биде. Мислам, веројатно постојат луѓе кои што однапред планираат се, меѓутоа јас некако немав некои замисли за белата венчаница. Но после запросувањето сите почнаа со прашањето: кај ќе биде, што ќе биде, па што ќе носиш, па кој ќе го прави фустанот? И веќе морам да признам дека почнам да размислувам и да се гледам себе си во некои креации, но имаме доста време. Јас сакам да биде опуштено, сакам да има една убава атмосфера, сите да бидат расположени, да се чувствуваат пријатно, удобно и на крајот од вечерта да си заминат и да кажат: ова беше најубавата забава која што сме имале ова година. Љубовта е чудо. Најцврста е кога е безусловна. Чувство што не одлепува од земјата и крива во облаците. Не зацрвенува, не издава, ни дава сила, поместува планини. Петре М. Андреевски во првото писмо од 5 љубовни вели: ништо не е повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство. Но колку за утеха, просторот помеѓу физичката разделеност и емоционалната поврзаност може да биде и мост кој спојува. Тогаш е блиску и крајот од светот, затоа што сродните души се гушкаат и на далечина. Францускиот јазик некако природно си пасува со љубовта. Затоа Сена и Вардар во нашата приказна се толку блиску. Дали Александра верува во Дедо Мороз? Па потајно верувам да ти кажам. Верувам дека постои некаква енергија, некаква сила која што ги реди работите. Си се склопуваат. Сигурно имаш и некоја желба сега што сакаш да ти се исполни. Најголемата желба би била светска кариера. Многу пати споменуваш и дека секогаш во најтешкото е бил присутен твојот верник. Во што ти има помогнато и која е она доверба која што си ја стекнал во него? Во многу работи ми има помогнато и ми има подобрано како личност, меѓутоа мислам дека главната карактеристика која што многу ја сакам кај него е таа негова смиреност и сталоженост. Знаеш, ние девојките обично знаеме да бидеме импулсивни. Добро, да. Со краток фитил. Така си. И откако сум со него, научив да ги контролирам своите емоции и секогаш да земам здив
да потрам неколку секунди и смирено да одговорам и да си ги контролирам емоциите, да си ја средам мислата во глава и тогаш да дадам повратен одговор. Добро, но не имала некој љубоморен испад? Па не, мислам дека тој го барав во мојот избран неки или доживотен партнер. Секогаш ми било важно да немам човек до себе кој што ќе биде љубоморен, затоа што професијата ми е таква каква што е, има многу простор за љубомора, секој може да креира секакви приказни за јавните личности, така што ако има голема доза на љубомора, мислам дека врската не може да опстане. Добро е да има малце љубомора, и кај мене има, морам да признам дека јас сум пољубоморна од Иван. Ама тоа е супер, знаеш, се појавува и некоја интересна тензија, не мора се да биде нели досадно, мора понекогаш да се јави некоја искра па и причина и да се скараш за нешто и да разговараш малце подлабоко. Се е тоа дел од секојдневието. Сакаш да ни кажеш дека некогаш знаеше да го провериш тајно неговиот мобиле? Па, не сум од оние типови кои што чепкаат по мобилни телефони, ама секогаш се смееме со Иван дека пред да се запознаеме, јас знаев се за него, а тој не знаеше ништо за мене. Ние девојките сакале не икеле, да, слушаме приказни од сите страни, аха тој бил ваков, аха тој тоа правил, така што јас потајно знаев многу работи за мене, а тој немаше појма што се знам. Детективските способности се на ниво. Меѓутоа, имало моменти кога сум чувствувала љубомора, знаеш, погледи од други девојки, од други жени, и тоа ми е убаво. Искрено, тоа и покажува дека ми значи дека сакам личноста која што е до мене. Так. Дека не сум рамнодушна. Дали, не дај Боже, би простила неверство доколку тоа се случи? Мислам дека не. За мене тоа е една појдовна точка која што покажува дека веќе љубовта не е таа што била и дека или преминала во навика или ја снемува. Постепено ја снемува, така што јас не би простила. Меѓутоа не судам, секој си има своја приказна, своји принципи и ако некој простува неверство, тоа е негова судбина. Александра, сакам да се заблагодарам за твоето време. Се надевам дека одлично поминавме. Ти посакувам се најдобро и да бидеш најстрекна и сето она кое што си го замислила, нека биде твоја реалност. Ти благодарам од се срце, тебе и на целата екипа од Карамбол од приказни. Ова ми е едно многу квалитетно неделно попладно поминато со вас и баш се радувам што сум гостин во вашата емисија. Така што едва чекам и да си пробаме од ова што ни е сервирано. Ние сме на диета, така да може слободно, а пред самото можеме да наздравиме, така. Да, пред самото одјавување да ги поздравиме и нашите спонзори на бутик Ема за прекрасниот изглед, нема да бидам скромна, ајде. И за стајлингот ДД Стајлинг Надица те поздравувам. Овде се и Деус Оптика, така што ви благодарам што секогаш сте со нас. На здравје, за љубов и среќа и нека не огре сонце. А знаеш дека јас имам толку песна за сонцето. Едно ти врати ми го сонцето, не враќај ја надежта, болка во срцето. Едно ти врати ми го сонцето. Сега може на здравје. На здравје.